Михајло Веруовик, во јавноста познат како Војаш, е едно од најпрепознатливите имиња на новата генерација артисти, кои ја редефинираат музичката сцена на Балканот. Потекнува од Белград, Србија, а кариерата ја започнува како тинејџер. Прво како љубител на хип-хопот, а потоа артист што експериментира со жанрови, звуци и емотивни теми кои допираат до секој млад човек денес. Иако на почетокот беше само уште еден млад артист со амбиција, Војаш успеа да го привлече вниманието на публиката со своите текстови што зборуваат за љубов, загуба, идентитет и современ животен стил. Неговите колаборации со Бресквица, особено хитовите Будиту и Кораци у ночи, му донесоа милион прегледи на YouTube и милионска публика на социјалните мрежи. Но по нивната разделба, и лична и професионална, Војаш не запира. Напротив, тој го унапредува својот стил, се насочува кон посозряни теми и се посветува како артист кој не е само TikTok феномен, туку вистински раскажувач на генерација. Во ексклузивно интервју за Hype Македонија, Војаш зборуваше за својата музика, инспирација и значењето што го има контактот со публиката. Во текот на разговорот, Војаш откри дека работи на нов албум, што ќе излезе кон крајот на 2025 година, во кој ќе се спојат урбани ритми со елементи на балканска традиција, што најавува ново поглавје во неговата кариера. Започнавме вака. Ајде, преведи. Одма прво питање, брат. Моравме од почеток, па за добре дојде прашавме дали успеа да се избања во Охридското езеро. Нисам, данас сам одмарao цел дан, дуго смо путували летна турнеја, тако да сваки минут кој могу да ухватим да одмарам, искористим. Јел си први пут овде или? Не, ovo mi je 100. put na Ohridu, pogotovo sa Dekom tu u organizaciji, uvek zajedno radimo, tako da ne sumnjam da će večeras biti dobro. Често го гледаме на Инста стори како објавува фотографии на кои се гледа како прима инфузија. Па прашавме дали е болен или пак тоа е само дополнителна енергија пред настап. Letnja turneja, to je 35 noći bez sna, za sada imamo još 20, tako da mislim da niko normalan to ne može baš da izdrži taj tempo. Се огласи на Instagram стори дека постојат многу интернет експерти во боречки вештини, па прашавме кои се тие? Ja sam mislio na sebe, jer ja dugo se bavim s tim sportom i onda sam počeo u posljednje vreme zapravo da kačem neke klipove i uvek se nađe neko ko zna bolje na društvenim mrežama, pa eto čisto njima je poručeno. Ko je to, jer možda mnogo otkriješ? Nema ko, većina ljudi, mene prati milion ljudi. Не можевме да не го прашаме што подготвува ново на музички план. Spremam album, tačnije 2 albuma, jedan internacionalni i jedan za naše tržište, da kažem, tako da dosta radim na tome, jedva čeka se završi letnja turneja da mogu se posvetiti muzici maksimalno. Спомна дека тренира боречки вештини, па прашавме на кој од естрадата би му дал нокаут. Koga iz estrade? Šta, ne bi uopšte mislim o tome, ali šta znam, sumnjam da bi dosta ljudi moglo da uđe u ring sa mnom sa estrade. Ако Војаш не се занимава со музика во иднина, кој би му бил план Б? Gluma. Gluma? Gluma, da. Jel spremaš nešto na to polje? Spremam, da, radimo na filmu, nakon letnje turneje treba početi da se snima film, tako da eto. Како стои Војаш на љубовен план? Super stoji, radim na muzici i fokusiran sam na turneju. Samo to, a emotivno? Nema ništa, to je. I da ima, niko nikad više neće ništa znati, zato što čim se u nečiju sreću umeša neko treći, to je onda doviđenja, tako da... Колку Војаш е тоа што го гледаме на екраните во медиумите, од тоа што е приватно кога никој не го гледа? Pa nisu potpuno isti, ali nisu ni preterano različiti. Ima razlika. Vojaž je malo javno kao ekstrovert i to. Kad sam sam, više volim da budem introvertan i da budem sam sa sobom, stidljiv sam, tako da
Само у неким тим детаљима е разлика. Го прашавме дали знае некоја македонска песна, со оглед на тоа дека често настапува во Македонија. Знам, ал сад веруј ми, после 20 сати пота мозок ми спаѓа. Не да певаш, амако да спомнеш. Сад се спаѓа, знаеш да не могу на ово блиц питање да одговорим овако. Со оглед на тоа дека времето ни беше кратко, а Војаш видно изморен, го оставивме да го направи тоа што најдобро го знае. Погледнете во продолжение. Хвала puno. Ćao. На почетокот на август Војаш настапи во веќе културниот Егоист Бич бар, каде што уште еднаш потврди дека е артист што знае да создаде атмосфера која се памети. Вечерта во Охрид беше далеку од обична. Тоа беше огнена експлозија од емоции, музика, енергија, што ги остави сите без див. Публиката пристигнуваше уште од попладне, а до моментот кога тој се појави на сцена, Егоист беше преполн. Немаше ниту едно празно место. Светлата, звукот и езерскиот амбиент создадоа сценографија што можеше да се спореди со најголемите европски музички фестивали. Кога започна со песната «Ла ла 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 ла», гласовите од публиката ја надгласуваа музиката. Луѓето пееа, скокаа, снимаа и најважно се поврзаа. Како што одминуваше времето, хит по хит се нижеше. Еуфорија, Плеши, Амстердам и секако Буди ту, која публиката ја отпеа во еден глас, како колективна химна. Она што настапот го направи волшебен не беше само музиката, тоа беше енергија меѓу небото и публиката. Војаш не настапуваше, тој споделуваше. Со секоја песна, секој збор, секое движење, тој ја рушеше бариерата меѓу сцената и луѓето. Настапот беше повик на искреност, љубов и слобода. Вредности кои тој ги носи со себе како артист и човек. Војаш не е само уште еден млад музичар со добар маркетинг. Тоа е гласот на една млада генерација, која живее во време на брзи промени, изгубени вредности и трагање по вистинска емоција. Тој пее за она што боли, што радува, што инспирира. Неговите песни не се само слушање, тие се за живење. Настапот на Егоист Бич бар не беше само уште една забава на плажа. Тоа беше културен момент каде младите се најдоа едни со други. И во центарот на таа магија стоеше токму тој, Војаш, момчето од Белград, што со микрофон во рака носи светлина и вистина на сцена. Неговата кариера само што започна, но ако судиме според тоа што досега го направи, иднината му припаѓа. И не само нему, туку и на сите оние што преку новата музика се потсетуваат дека е се во ред, да бидеш свој, да љубиш, да изгубиш и повторно да станеш.